Кога не гледаш, го спомена спортот, па еве, како да знаеш за што ќе дискутираме и како ќе го завршиме нашето денешно петошно издание на Здрава Македонија. Нешто што се дискутира денови, недели наназад, бидејќи го немаше. Сега не знам дали долго време, а едно време го немаше овде. Кај нас, иако сите се надева дека ќе прерасне во традиции, такви се очекувањата на луѓето кои што моментално стојат зад нив, кога стана збор за меморијалниот турнир во мал фудбал наречен Сокол, во чест на Оливер Соколов. Ќе подискутираме малку повеќе со Димитар Бадев. Добро утро, добар ден, добре дојде. Добро утро, добар ден, добре ве најдов и благодарам за поканата во чест на Сокол. Да. Драго ми што си тука, реков традиционален, имаше пауза. Колку време беше паузата и зошто, од каде те сега желбата на луѓе како тебе да застанат и да продолжиш сето тоа? Да, најтрадиционален турнир до 2013 година, организиран од граѓаните на Карпаш 1, луѓето кои што го знаат Сокол, луѓето на кои што Сокол им беше идол. Меѓутоа, како и за сите убави работи, така и за нашава, некојаш можеби е убаво и паметно да се направи пауза за да видиш до кај си, што си, колку вредиш. Сокол стана бренд, Сокол стана најбараниот турнир во овие 6 години. Турнир кој што футсалците, репрезентативците, малските екипи во Скопје, во Македонија го бара и инсистира да го вратиме, да го возобновиме. Не беше лесно, Сокол е голема машина која што бара огромен буџет и многу организацијски детали, но заедно со граѓаните на Карпаш 1, заедно со главниот иницијатор за возобновувањето Никола Ѓоргиев, заедно со општина Карпаш која што помогна и го среди игралиштето и сакам да се заблагодарам уште еднаш јавно, заедно со целиот организацијски тим кој што е многу богат оваа година, составен од бивши футсал репрезентативци, малски луѓе, морам да го споменам тука и Бојан Дебелиот како буре целиот. И целата таа екипа, предводена од Манце, кој што на тие состаноци најмногу предничи со сите идеи и муабети. Значи, сите тие малски работи, тој малски дух го враќаме на Сокол и ќе бидеме пресретни што еве вечера е излекувањето во 20 часот, а во недела заедно со легендите на Вардар и со еден многу убав потек кој што го правиме, сакаме на лицата со специјални потреби кои што представуваат Македонија на олимпијадите, се поканети ќе излезат со легендите на Вардар, сакаме да им врачиме еден финансиски чек како организација. Да. Ете така за да го почнеме Сокол со алал повторно после 6 годишна пауза. Колку екипи има до сега пријавени? Или дали заврши пријавувањето? Пријавувањето веќе е завршено. Денеска чекаме до 3 сат да видиме уште колку уплатиле на тие банкарски сметки. Да. Има специјални луѓе задолжени за тоа. 48 екипи најверојатно ќе брои Сокол. Концептот веќе е одреден, ќе бидат поделени во 12 екипи, некои по 4, некои по 5 екипи, доколку има 2-3 екипи повеќе, некои групи ќе бидат по 5. Поентата ни е да настапува и трето пласираната екипа да оди понатаму, во вториот циклус на надпреварување, така да играат секој со секого во група. Првите 2 екипи одат директно, најдобрите 8 пласирани 3 екипи од секоја група, од 12, исто така одат во 16-тина финале. Во 16-тина финале почнува системот на елиминации. Тоа е нешто што турнирски, надпреварувачки започнува во недела. Кажавме вечер е ждрепката, започнува недела, се игра на кои игралишта, бидејќи тоа е турнир од отворен тип, може кој сака да гледа фудбал малски, што се вели. Така, нормално. Се игра на игралиштето Сокол во Карпаш 1, позади Центар за странски јазици. Игралиштето е возобновено, кажав, направено е како мини храм, ќе биде многу убаво и почнува во 20 часот во недела. Официјалниот меч со легендите на Вардар и легендите на Сокол е во 20 часот и 10 минути да речеме, а во 21 часот официјално почнува и Сокол 2019. Читав тука се Джипун, Чирич, буквално и ред други, да. Буквално сме пресредни што господинот Зоки Јовановски, исто така легенда на Вардар, ни помогна премногу и го организираше сето ова во однос на легендите. Морам да му се заблагодарам. Ни доаѓаат сите. Замислете Саша Чирич, доаѓа Саша Чирич у Германија, легенда невидена. Да. Значи прифатија сите, дури и Илија Најдовски, мислам дека ќе дојде, меѓутоа нема да настапи, ќе оддадеме чест на сите, направивме многу убав момент и за тие идеи и за тие моменти
навистина вреди да се живее. Вреди да бидеш во ситуација да можеш легендите на Вардар да ги собереш на едно место, да излезат, да се дружат со луѓево, играа во бивша Југославија, играа на нивоа, како што сега Вардар е во ракометот, ти играа на такви нивоа во бивша Југославија. Се живееше, се гинеше за Вардар во тоа време. Јас се сеќавам, мали бевме, ама Чичко, може да влезам со тебе, беше на стадион муаветот и навистина беше преубаво да ги гледаш. А сега па да ги организираш на повозрастни години да се соберат како ветерани, да ти го отворат турнирот, навистина е чест и еве јавно им се заблагодарувам на Зоки Јовановски и на сите Вардарови легенди што во недела ќе го отворат Сокол со Ревијано. И на крај имаме околу наградите да поразговараме, бидејќи тоа секогаш се кажува, ако имате кажат и добар дел ќе одат и во добротворни цели, но сепак голем дел од екипите се преуват и за наградите на Сокол годинава ќе бидат многу интересни, слични на последната година. Значи над 200.000 денари е наградата за прво место, второ место 120.000 денари, трето место 50.000 денари, ќе има награди и за четврто место. 10.000 денари ќе биде. Има многу стокови награди. Така? Имаме од така натаму, да не ги редам сега, имаме навистина многу награди кои што допринесуваат Сокол да биде магнет не само за малските екипи, туку и за професионалните екипи. Буквално цела футсал репрезентација, цела футсал лига ќе настапи на Сокол, најдобрите од Македонија. Интересно е тоа што не само сениори. Идејата ни беше порано Сокол да го направиме меѓународен. На сега почнуваме повторно само со сениорски дел оваа година, а идната година во мај месец ќе започне Сокол јуниор турнирот за дечиња од 10 до 16 години во 4 категории. Одлично. А паралелно со Сокол во септември ќе правиме турнир за ветерани. Ни бараат и возрастни 45+. Дури тоа може да биде и поинтересно за гледање, за бзги, за навивање, за малски, зезанци и така натаму. Одлично. Така да планираме да се модифицираме. Бадев ти благодарам. Мислам дека кажавме се. И за пузата, и за екипите, и за наградите, за легендите, а кажа во самата најава и за значењето на самиот турнир. Посакувам многу успех, многу публика, многу добар фудбал, многу дружба и нови пријателства. Да ве поканам, ви се заблагодарувам прво за поканата и да ве поканам како телевизија да дојдете и да направите некоја снимка таму, ќе биде многу убаво, многу позитивно и малку да заборавиме на оваа блесава политичка реалност што не обкружува со спорт и со Сокол во септември месец. Ти благодарам уште еднаш.